9 часот и 11 минути, последниот час од Македонија наутро. Го започнуваме со разговор на една убава тема, убава празнична тема. Празничните денови се период кога треба да заборуваме за топлината и за хуманоста. Од коалицијата Менуваме информираат дека го продолжуваат проектот Новогодишна магија, Дедо Мраз подарува насмевки, не оставај никој зад себе. Повеќе за ова утрово разговарам со Суарет Алишан, координатор во коалиција Менуваме. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, ви благодарам на вашето гостопримство и најнапред сакам на сите гледачи на вас во студиото да ви ги честитам новогодишните и божитните празници. Нека царува магијата на верата, надежта и љубовта и здравје пред се на сите. Така, срекна нова година, ете нека ни биде успешна и хумана оваа нова 2025-та. Суарет, не оставај никој зад себе, велите еден од водечките принципи на коалицијата Менуваме на целите за одржлив развој. Ова е еден новогодишен проект кој што почна пред празниците, пред нова година, но го продолжувате и сега. Ајде, прво прашањето нека биде за прв пат се случува сега или си го терате веќе традиционално? Вака, значи овој проект зборувам од еден од водечките во целите за од 5 цели за одржлив развој е всушност не остави никој за себе. Тоа е програма која што коалицијата Менуваме работи веќе од 2020 година. Еве би сакал од 2020 година за прв пат това започна кога во услови на ковид, кога ние не промовиравме, нели кога се имаше дистанцирање на помеѓу луѓето. Да. Ние со нашиот тогашен покоен би сакал да го спомнам господинот Војче Китановски кој беше убит на Дедо Мраз. Посетувавме низа семејства кои што на низа семејства им носевме насмевка, радост и топлина во нивните домови. Така тоа продолжи традиционално до ден денеска. Ова можам да се пофалам дека е веќе поред 4-та година, која што го работиме како новогодишен проект со цел да им помогнем на тие кои што навистина никогаш немале прилика да бидат дел од она заедница новогодишна магија, која што навистина е тоа како продукт, која што речеме најчесто тоа се луѓе кои што живеат во социјална сиромаштија, во некој си друг информативен мрак, кој што навистина ние како организација за лица со попреченост Менуваме, се обидуваме да едноставно вградиме една нова симбиоза помеѓу децата со попреченост и децата со атипичен развој. Што се случуваше досега во рамките на проектот и кои се најавите за имате настан повторно? Така, значи продолживме ние 2022 година, бевме во можем да кажам во одредени молови, каде што и лани исто така имавме со други во еден поголем мол, кој што имавме неколку 400 дечиња поделени пакетиња заедно со Црвениот крст на Македонија. И оваа година продолживме со тоа што решивме една поинаква магија, каде што да видиме како децата со типичен развој и типична состојба ќе се снајдат во еден друг простор. Навистина тоа успеавме, тоа се направи во една игротека која што навистина децата беа срекни, исполнети со љубов, тука беше исто така пратеничката господјата Катерина Димитровска, која што навистина несебично и она учествуваше во овој дел и магијата продолжува понатаму заедно со Црвениот крст, каде што на 12 и 13 преку 60 на семејства ќе бидат посетени и поделени за нив новогодишни подароци. Ние знаеме дека ова многу е малку што го правиме за нив, дека е потребно многу повише да се иницираат вакви социјални дружења во однос на оваа категорија на лица на деца со попреченост. Не зборувам децата да бидат, да речеме, само деца со попреченост, туку зборуваме деца со кои што немаат попреченост. Сега зборуваме кои се тие деца со попреченост. Тоа се деца на родители кои што имаат попреченост. Тоа се, да речеме, родители кои што имаат оштетување во нивниот вид или слепи, ама нивните деца, да речеме, здрави и се во редовното образование и се пример, но можат на овие
деца со попречност и то како да бидат заедно за да се роди една нова симбиоза која што навистина утре заутро ќе бидат препознатливи едни меѓу други, а ќе можат да се бидат да продолжи и понатаму и да се дружат нивните семејства и да комуницираат, бидејќи само ние така можеме да изградиме на таква здрава, успешна заедница. Најавивме што е следно, но би сакал при крајот разговорот да кажеме и да информираме на кој начин граѓаните може да се вклучат, да ви помогнат. Ние зборуваме за еден проект кој што се случува сега околу празниците, но тоа е само еден од низата на сите работи и проекти кои што ги правите на годишно ниво. Како секој добронамерен граѓанин може да придонесе во работата на коалицијата и во организацијата на овие настани? Еве нашата организација прво нешто што сака да направи, бидејќи ние искрено кажам не располагаме со некој буџет, тоа е благодарение на компаниите, благодарение некако партнери што сме со Црвениот крст, со цел да продолжи проект, да речеме, 5 цели за одржлив развој, кој што велиме не остави никој за себе. Ете, граѓаните како може да ни помогнат? Тебе сакам да повикам на компанија да ни донира еден простор да ни отстапи, каде што тој простор ние сакаме да го интегрираме во населбата Аеродром, општината Аеродром, извинете, каде што бидејќи извинете вака ние во 21 век, во 2025 година, општина Аеродром, која што најголема општина, нема социјални услуги или нема центар за социјални работи. Ние таму оперираме, да речеме, со некои со бројка од 260 семејства, кои што се, да речеме, со попреченост, кои што тие семејства, извинете вака, не можат никако да се ги остварат нивните права кои што нив им следува. Дали е тоа персонална асистенција, дали им е некој друг вид на сервис кој што треба да го оствари преку институциите на системот или преку Центарот за социјални работи, ние моментално во општината Аеродром немаме Центар за социјални работи и мене толку ми е многу мака. Ние бевме кај градоначалникот, се надевам да градоначалникот ќе најде, но сепак им е потребно, бидејќи ви имате семејства кои што, да речеме, немаат познавање во однос на нивните права. Тоест, од остварување на нивните права, тоа е легислативата. Нашата организација има лепеза од волонтери кои што ќе им помогни во однос на делот на правниот дел, да речеме, има две лица со попреченост кои што не може на нотар да потпише некоја изјава, му требаат сведоци или треба да направи одредено барање, бидејќи нотарот не ги спрема тие документи. Нашата организација моментално го работиме ние проболно, заедно со нашите волонтери од дома и извинете вака се некој сме приморени да мораме да плаќаме од наши. Но добро, сепак беше, нели, првичниот разговор беше да поразговараме околу новогодишната магија. Прашањето ми беше што граѓаните како индивидуалци. Ајде, овие теми ќе ги отвориме кога станува збор за институциите, бидејќи веќе не институција, ова е право, Но што еве граѓаните може да ви помогнат како коалиција? Тоа ми беше прашањето, да донираат, како може да ве најдат. Нас може да најдат на наша фан страна, коалиција менуваме, Агенда 2030, таму може да остават нивна порака, они може да донираат со храна, со облек. Значи може да бидат вклучени секако, тоа ми беше прашање. Апсолутно може да бидат вклучени, но сепак ние како организација, да речеме во однос на тој дел, многу сме внимателни, бидејќи најчесто не сакаме да се доведеме, има некои одредени луѓе кои што извинете вака гардеробата му е никакво и сака да тргне од дома и значи и од тука ние малце премногу се пазиме, бидејќи работиме со една сензибилна категорија, каде што нели тие се здравствени, некои имаат алергија, ред други работи. И во однос на тој дел, ние како организација, може да донираат храна, може да донираат обувки, све што е во интерес на децата со попреченост и на ранливите категории, кои што навистина како им е потребна таква помош, кога денеска сме сведоци во услови на една голема инфлација, во услови на една рецесија, каде што потребна е помош. Потребна е помошта, семејствата искрено кажано се во немок, не може да ги остварат, па дури може некој да помогнат со лекови, бидејќи имаме ние семејства каде што им се потребни лекови, суплементарна терапија, може да се вклучат компаниите, за да навистина им помогнеме на овие семејства и нас навистина тоа многу би ни било значајно и тоа секое што го добиваме ние транспарентно го објавуваме на нашите социјални мрежи. Така, ете затоа и го поставив тоа прашање, секако да не се сватиме погрешно, мора и да ги потсетуваме цело време и општините дека и тие може да бидат од голема помош
за да функционирате и да работите нели секојдневно и во нормални услови. Суарет, благодарам за гостувањето. Само сакам да ве надополнам, извинете, само накратко. Па една од целите за 5 цели за одржлив развој е да се базираме на локално ниво, бидејќи на локално ниво ние поможеме да ги детектираме пропустите и да не билиме општините да ни помагат, туку да бидеме партнери со цел заеднички да ги креираме политиките и политичките актери да ги разберат нашите проблеми и права и со цел да овозможиме еден свет каде што сите ќе имат еднаков пристап без разлика од која заедница доаѓа. Да. Благодарам за гостувањето. Суарет Алишан, координатор во Коалиција Менуваме, беше наш гостин во Македонија наутро.